Ова 20-минутно интервју го посветуваме на Солза Грчева, наш гостин во студиото, инаку претседател на партијата Глас на Македонија. Добре дојдовте. Добре ве најдов, со задоволство гостувам кај вас. Формирањето на вашата партија пред 2 години го најавивте како почеток, односно формирање на трета опција, која на граѓаните ќе им понуди еден поинаков концепт, нели, од она што го нудат двете најголеми политички партии, но знаеме дека досега имаше повеќе обиди, кои што не успеа, нели, помалите партии се прелева, коалицира со двете големи партии. Колкави се шансите еве сега за ваков старт? Дали очекувате успех? Видете, тоа што не успела никогаш кај нас реално трета опција е благодарение на заробениот простор кој што е вграден во изборниот законник. Ако ви имате изборен модел со 6 изборни единици, Донтов модел на пребројување на гласовите, каде што и вашите гласови се прелеваат кај големите, ако имате ваков модел на финансирање на партиите, каде што, замислете, лани ги изголемија за 2,5 пати своите средства во тетата средба, лидерите на двете големи партии. Ако знаете дека медиумскиот простор дрско е поделен на 45 и 10% за овие, а сме 10 такви партии од така наречениот Ред блок, тогаш јасно станува збор за една сизифовска битка, една битка со джинови, кои што такви станале токму поради тој модел. Значи, се е направено да тие раснат, се репродуцираат, а овие другиве евентуално некој пратеник да добие. Поволната ситуација во овој момент е што е разочараноста и од едните и од другите многу голема. Знаете, кога ќе видите дека еден Мијалков соработува со Заев, кога ќе видите синот на Верушевски, кој што на некој начин со бомбите го симна Груевски, сега се слика со Мицкоски и вика гласајте за број 14 за ВМРО, значи се работи за една средина во која што не владеат партии, туку некое мафијашко подземје. И тоа уште повеќе усложнува работата, меѓутоа, од друга страна, пак на народот веќе и народски кажано му пука филмот. Тоа го гледаме на терен кога се движиме, велат дајте ни флаер, ама да не сте ни еден од овие две партии. Значи, постои амбиент, постои клима. Макар што, повторно на големите партии, таа клима ја затварат со тоа што прават избори во сред лето, кога луѓето ќе мрднат некаде да се одморат, макар и во рамки на Македонија, и прават во сред жестока пандемија, односно кај нас епидемија на коронавирус, која што е тотално надвор од контрола. Значи, се е направено и секојаш се правило да нема трета опција. Тоа не е од немокта на тие партии, туку буквално се играат со нив играчки, бидејќи, како што реков, изборниот модел е така направен, изборниот законник е така направен. И јас се надевам дека овој пат народот ќе се освести и дека нема да дозволи да биде нација на повторувачи. Ако 30 години некој е довел на рап на сиромаштија, на најголемо загадување, најголема корупција, толкав одлив на луѓе од Македонија кои што си одат секојдневно, тогаш еднаш треба да кажете стоп. Значи, нема да гласам за овие, дајте да дадеме шанса на другиве. И една друга работа, ако ги гледаме развиените европски практики во кои што се колнат, нели сите, токму во предизборна кампања се дава акцент на новите играчи во просторот. Не на оние кои што 30 години ветуваат, исто 30 години не ги исполнуваат ветувањата, туку се дава на новата понуда, се дава повеќе простор и време. Кај нас е се наопаку, се научиме во ненормален амбиент да живееме и да работиме, за жал. Рековте дека ќе ги искористите овие моменти на разочараност кај граѓаните, но сепак конкретно би сакала да ве прашам, кој ќе биде вашиот таргет? Незадоволните од ВМРО ДПМН или од СДСМ? За неопределените веќе... Знаете, ние сме партија од центарот. Да. Значи, не сме ни лево ни десно. Тоа си една автентична програма. Луѓето не знам колку знаат, меѓутоа Европа во 20 век настрада од екстремно леви и од екстремно десни. Од екстремно леви и екстремно десни ја запали Европа. Ние сме партија од центарот и ако ги гледате искуствата во развиените земји,
центристичките партии се оние кои што прават на вистина пробив во смисол на економија, образование, здравство и така натаму. Со тоа што имаме простор поналево да одиме за некои ставови, например за социјална политика, ние сме сепак сиромашна држава, понадесно да одат за ставови, да речеме, кои тврди национални интереси и така натаму. Ние не припаѓаме на ниеден од овие табори. Велите ги даваат гласовите или на СДС или на ВМРО. Па нема да ги дадеме. Бидејќи се што зборуваме и пишуваме и се залагаме од таа наша програма се коси. Ако случајно ќе прифатат, а понатаму ќе имаме прилика да изнесеме дел од тие наши програмски ставови, би можеле да коалицираме, меѓутоа се сомневам. Со тоа би се исекле гранката на која што седат. Сега за сега ние сме автентични и си ја тераме таа битка со овие два джина. Понатаму ја би сакала сценарио во кој што нема да бидеме принудени да коалицираме ниту со едните, ниту со другите. Дај Боже да се создаде тој еден трет блок со нови идеи, со нови луѓе, па може би ќе имаме шанса поинаква од ова сценарио. Но сепак им се обраќате и на незадоволните од СДСМ и незадоволните од ВМРО. Пред се обраќаме, еве ќе ви кажам точно, значи знам каков ни е распоредот некој на симпатизери, на членови и така натаму. Значи имаме незадоволни и од едниот и од другиот блок, апсолутно. Речици подеднакви се тие бројки, но најголем број ни се луѓе неопределени, тоест она тело кое што гласало од разочараност. Некојаш гласало за едните, некојаш за другите или воопшто не гласало. Па ако видите и според личностите кои што ни се и носители на партиски листи и на претенички листи и подолу во претеничките листи, тоа се луѓе кои што не биле во политика. Сега се побудени да бидат во политика за да направиме промени. Значи, таргет ни се пред се неопределените, разочараните, генерално разочараните луѓе, немајќи претензија да зимаме од едните или од другите, тие природно доаѓаат, но најголем блок ни се оние кои што се неопределени. Споменавте дека во услови на 6 изборни единици борбата ќе биде тешка. Знаеме дека не помина иницијативата за една изборна единица. Како ќе ги стуркате овие избори во овие услови? Очекувате ли пратеник? Како не? Пратеник, ние ќе станеме секако пратеничка. Какви се вашите ние аналитики? Секако ќе станеме парламентарна партија. Работете со колку пратеници ќе станеме. Значи, тоа ни е сега битката да влезаш што поголем број на пратеници. Јас не сум Какви нескромна. се вашите анализи? Јас не сум нескромна, како некои што се расфрлаат со 20, со 30 пратеници. Тоа се небулози поради овој заробен простор. Но ние реално очекуваме меѓу 5 и 10 пратеници, значи не очекуваме мала бројка. Очекуваме баш така бројка. Да. Тоа е голема бројка. Тоа е голема бројка. Тоа се нашите очекувања. Во колку не бидеме искрадени. Знаете, јас и тоа дозволувам дека се случува на нашите избори. Имавме тоа? примери каде што луѓе не стануваа претеници за 100 гласа, значи некој им ги одзел тие 100 гласа. Јас сум била во политика и знам како тоа изгледа. Самите кажавте дека е рано се уште за постизборно коалицирање, но меѓутоа можете ли да ни откриете дали тоа, иако сте во центарот, сте поблиски до политиките на левицата или на десницата? Знаете, ни до едните, ни до другите во самите политики, но сум исклучително лута на целиот овој процес. Знаете дека Преспанскиот договор го спорам цело време. Мислам дека во тој процес учествуваат двете партии. Тоа е евидентно, не излега од собрание ВМРО, ништо немаат ни сега јасен став што ќе прават со Преспанскиот договор за разлика од нас. Ако под наши услови, СДС сум изјавила полно пати дека нема коалицирање со нив. Значи, ние не би коалицирале со нив. Но да видиме дали и со ВМРО не се плашиме да останеме и опозиција на опозиција. Ако се прифатат тие некои услови кои што би ги издискутирале со нив, тогаш може би имале некакви шанси. Како што реков, најмногу би сакала сценарио во кој што третите партии ќе можат да формираат влада.
Кога сме веќе кај Преспанскиот договор, знаеме дека вие гласно реагиравте кога беше моментот за промена на уставното име, дури на едно ваше излагање кажавте дека Македонија нема да биде повеќе држава, туку административна област. Дали се уште стоите на истиот став и што понатаму кога сега веќе се имплементира тој Преспански договор? Значи, уште пожесток ми е ставот, бидејќи гледам како се имплементира. Кој подпишува договор во кој што немате никакви гаранции? Сите обврски одат кон нас, кон другата страна нема никакви обврски. Значи, уште пожестока сум, бидејќи сметам дека на тој наш европски пат ние ќе бидеме, тој ќе биде поплочен со уцени цело време. Еве, доаѓаат веќе од Бугарија уцените. Македонски јазик не постои, македонска нација не постои, како во картите бланеци ги делат, дали е Гоце Делчев нас, дали е Даме Груев Нивен и така натаму, мислам една дегутантна работа, која што нема врска со никаква со историската наука. Јас не сум за митови и легенди, прво сама сум научник, професор сум, не сум за мегаломански концепти дека од нас настанал светот, меѓутоа си постои сериозна историска наука, која што не нужно е кај нас во Македонија, во целиот свет е. И тој цел свет потврдува постоење на македонски јазик, македонска нација и така натаму. За да ние сега сами доброволно се откажуваме од тие атрибути. Ве молам, ние веќе придавката македонски не смееме да ја користиме практично. Смешни и безобразни се изјавите на одредени политичари кои што сакаат да му се додворат на народот, каде што велат јас никогаш нема да употребам Северна Македонија. Да, можеш во купатило да си пееш Македонија. Не е проблем. И никој од нас нема да употреби Северна Македонија. Но работата е дали твојата опција, дали твојата партија ќе го укине овој срам. Дали нешто ќе направи. Ние отворено зборуваме и стоиме за тоа дека овој договор мора да биде раскинат унилатерално. Токму ми беше и следното прашање, тоа како планирате тоа да го изведете кога веќе Много овој договор видете, е веќе во процедура? Видете сега. Меѓународната заедница застанала зад него, Македонија веќе тргнала по еден пат, влезе во НАТО. Така е, НАТО нема да ви избрка ако си станете Република Македонија. Значи не постои механизам во НАТО да ви избрка. Меѓутоа грчкото вето останува сепак. Не. Како тоа би можеле да го... Грци и Бугарија имаат 70 инстанции до прва да не блокираат кај сакаат. Со било која срамна уцена. Со било која ние и не знаеме што се може да им падне на покрај памет. Преспанскиот договор и и покрај договорите со Бугарија? Преспанскиот договор, па тоа не го кријат. Не го кријат. Водете сметка што правите, ќе ве блокираме на секоја инстанца. Европска унија е заводлива идеја. Сите ние сме европејци, конечно, ние сме Македонија географски, цивилизацијски, културно спаѓа во Европа. И поддршката за Европската унија беше огромна во Македонија, огромна, као во ниједна балканска држава. Меѓутоа, тоа све спласна со овие срамни уцени. Второ, со новата методологија на Макрон, кои се шансите Македонија да влезе во Европската унија? Ве молам, како Турција 30 години ќе преговара, 40. Датум немаме уште. А што и ако ги имаме тој датум? Ке влезат фондови, ке ги искрадат фондовите, па ние до сега имавме фондови европски. Значи, ние треба да си ја средиме внатре државата. Треба да си направиме национална стратегија со црвени линии. За Преспанскиот да се врата. Тоа е резултат на кршење на уставот. Со кинувањето на Преспанскиот договор, дали отвараме нова војна со Грција? Не, апсолутно не. Не. Се враќаме на своите стартни повисоки позиции од овие што се сега. Со 138 земји што не има признаено. Значи, донесен е со кршење на уставот. Со неуставен референдум на кој што се згази волјата на народот. Со кршење на меѓународното право, пазете, нормата за самоопределување на еден народ. Јас ова не го зборувам како националист, бидејќи не сум. Ова го зборувам баш од аспект на еден демократ, од аспект на еден цивилизиран човек што сака да се почитуваат и неговите права. Неговите права не да бидат кршени. Значи, нормата за самоопределување јус когенс, врвна правна норма, нам таа не укината. Се прекрши Виенската конвенција. Значи, цел се даде селективна амнестија во собранието на криминалци, за да се изгласа на раменици ова решение. Не постојат непоправливи работи. Знаете, ние не бевме во војна со Грција, па сега ќе склучуваме срамен
губитнички договор, као што биле Версајскиот, Букурешкиот договор. Ние не бевме во војна. Требаше 30 години оваа земја живее без национална стратегија, без национални интереси, без национални црвени линии. И ја не можам да разберам како народот прифаќа здраво за готово нешто што една гарнитура на уценети и корумпирани политичари за себе спасување го сметат како некој врв. Па знаете, тоа го нема ни во науката. Во науката може секој се да каже, но се признава научниот консензус. Заедницата за што ќе застане. За дова, за ваков еден, никаков договор не би смеле никој да застане. Не би смеле. Зошто е тоа за нас запечатено уклесано во камен? Тоа не е Библија. Значи, таквите договори се раскинуваат, па се почува процес пред Меѓународниот суд за правда и така натаму. Значи, ништо не е готово. Пазете, немокни гарнитури имавме. И полуписмени луѓе, слободно можам да кажам. Полуписмени луѓе, кои што не си ги отвори очите кога правеа ваков договор. Исклучиво на штета на Македонија, без никакви гаранции за Македонија, без никакви гаранции. Во Уставот не смеат да чепкат. Во Уставот не смеат да чепкат. Тоа уопште не е доколку влезете во парламентот, една од работите за кои што ќе се залагате е токму. Апсолутно. Ке се залагам да ја европеизираме земјата однатре, не да ја искрадеме и да ја направиме никаква таква која што е по сите параметри, за да може утре таква една силна земја да преговара со кого сака. А не како труло јаболко иструлено однатре да ја продадеме на бит пазар. Ја иструлеа, ја искорумпираа, ги искрадоа институциите, ги присвоја институциите и сега ја продадоа за без пари државата. Тоа нема да го допуштиме. Ако имаме поповолна меѓународна позиција, јас тоа би го гарантирам. Неколку пати потенциравте, дури и гласно говоревте дека пред малку испомнавте дека во Македонија владеат корумпирани политичари и заробени институции. Според вас, кое е решението? Каков е концептот на вашата партија за да се справиме со ова што го велите вие 30 години владеат овие гарнитури во Македонија, вакви? Еве вака, значи, ние сме првата, нас луѓето не препознаваат по жестоката битка за против Преспанскиот договор и така натаму, но ние кога се формиравме не фати тој процес со промена на името и затоа на некој начин тој профил ни го гледа, таа димензија, но ние сме пред се и првата и најжестока антикорупцијска партија кај нас. И нема да се смириме додека не се елиминира оваа страот на корупција. Видете го индексот на корупција на Македонија, па таа секоја година тоне за по неколку места. Две се местата, жариштата на корупција. Прва во законите. Ми поминали илјадници закони, сум ги читала, ние имаме озаконета корупција. Изборниот законник ви е пример за озаконета корупција. Тие законски си делат пари огромни, тие законски си го зимаат медиумскиот простор. Значи, озаконета корупција во купишта закони. Отворете за јавни предпријатија, отворете за градежништво, отворете за урбанистички плани, отворете за фондот за иновации. Све е корупција. Се е корупција озаконета. Значи, тие закони мора да се менуваат и мора да се донесат други закони. Прво, да се донесе закон, ќе го донесеме, законот за потекло на имот. Замислете, имате за перење пари, како ќе ги следите тие пари и со кое право ќе ги следите кога немате закон за потекло на имот. Понатаму, специјален закон за конфискување на нелегално стекнат имот. Кому овдека му се конфискува имотот? Понатаму, нема застарување веќе на ниту едно кривично дело, ниту застарување на одлежување на затворска казна. По примерот на Англија. Англија тоа го нема. Го имаат најлибералните демократи, кои што е речиси нула корупцијата. Понатаму, ќе воведеме од повикливост на функционер. Функционер не сме да биде политичар, не сме да е професија. После 2 мандати, Бојрум ќе се врати на својата професија. Значи, нема да му дозволиме време да се тој толку искорумпира и да ни остане 30 години во политичка живот. Вториот извор на корупција, надвор од закониве, се јавните предпријатија и целата администрација. Кога ви имате партиски директори,
Па тоа се знае дека таму местите тендери, таму вработувате по 400-500 луѓе, кои што ништо не работат. Таму ви се апсолутно забрането за секој нормален човек со CV, со професија да дојде на функција. Тоа мора канџите да ги тргнеме со единствен промена на член во Законот за јавни предпријатија. Партиите надвор од јавните институции, бидејќи тие му служат на јавниот, не на партискиот интерес. Конкурс, институцијата сама ќе се одбере, ако тоа градинка, ќе се одбере најдобриот воспитувач. Ќе си го избере на отворен јавен конкурс. Целата документација на увид на јавноста, да може да контролира, да реагира и така натаму. Тендерите исто така. Со целата документација, без да ми кажат тој и тој го доби тендерот на крај. Значи, нема партија и институција не смеат да имат ништо заедничко. И Прибе кога доаѓаше во Скопје, неколку пати нагласи дека без таа реформа, каква Европа? Баш така рече. Што се занесуват? Зарем е можно доаѓа Меркел на власт и да ги сменува директорите на болниците? Ме молам. Па секој од тие директори на болници е поголема марка од самата Меркел. Кај сме да помисли да се дрзнат да тргне некој врвен хирург или микробиолог или било кој? Кај настана тотално ненормално све. Значи, партијата Глас за Македонија ќе овозможи, ова јавно им го кажам на луѓето, да сите без разлика на партиска книжка имаат ли, немаат, да си ги земат своите позиции во државата. Ние имаме многу малку учени луѓе. Јас сум била во образование цел живот. Значи, многу малку учени луѓе имаме, навистина марки луѓе, со капацитет луѓе. Па тие воопшто не ме интересира од која партија се и дали се воопшто од некоја партија. Тие ќе бидат задолжени за економија, за медицина, фонд за здравство и така натаму. Доста е веќе со партиски луѓе. Тоа им станува начин како да се само репродуцираат и секоја година, секоја втора, трета да ги добиваат изборите преку таа администрација. Исто така јавно кажувам дека администрацијата, ние единствени велиме, мора да се намали. Не може реалниот сектор, приватниот сектор да поднесе ваква една гломазна администрација каде што половината луѓе седат дома. При тоа и тие другите што се на работа тешко дека се во функција и сервис на граѓаните. Тоа не може. Значи, ветуваме дека секоја година ќе има 10% намалување на администрацијата до 30%. Значи, 50.000 луѓе треба да се тргнат. Прво на природен начин, тој што оди во пензија нема да биде заменуван, туку ќе биде прераспореден друг. Понатаму имаме лоцирани цели сектори кои што можат да работат самостојно, приватно, повторно да ги обслужуваат јавните институции и повеќе ги заработуваат одошто тие 20.000 денари што ги зимаат во администрацијата. Ние таа рак-рана мора да ја решиме. Инаку буџетот ни е смешен. Без развојна компонента се оди на плати за администрација и социјални трансфери. Полека го трошиме нашето време, само за крај кажете ни, бидејќи овие избори ќе бидат многу различни од другите поради здравствената криза со COVID-19, можно ли е поради коронавирусот да се соочиме со мала излезност на изборите? Да, они намерно одат со мала излезност, затоа и го проектира овој датум така. Едните без тотална никаква одговорност, Социјалдемократскиот сојуз, кој што сепак си и техничка влада, не можам кабаето само на едни да го ставам. Меѓутоа, пред се Социјалдемократскиот сојуз инсистираше брзо на избори, сакајќи да јавне на 3 работи. Влегувањето во НАТО, Европска унија ништо не добија ни датум, и трето, доброто справување со коронавирусот, што испадна дека им излезе од контрола. Но инсистираа цело време и од тогаш и почна жестоко да ни се јавува бранот на болеста, да се вжештува. Затоа што се правеа коалицијски компромиси, затоа што се дозволија лити, ифтари, се живо се дозволи. Со едно лажиче на Великден да се причестуваат, се дозволи само за да излезат луѓето на избори. И втора работа, па Мицкоски ги повика да си летуваат луѓето. Ако се сеќавате, да си одат да се одморат. Значи, они одат на мала излазност. Сметајќи на тоа дека нивните клиентелисти, а во 30 години создале, фала Богу, многу. Вработувале, давале функции, давале тендери, кога на Крсто Муковски стигнале на брат да му дават тендери,
на кој све не му е даден тендер. Така да, они одат на варијанта, клиентелата наша мора да излезе, мора, тоа е маст, а за овие нема да излезе, бидејќи, пазете, ние атакуваме на едно тело писмено, едноумно, разумно и таквите луѓе се плашат да излегуваат. Со право се плашат да излегуваат. Токму поради вирусот. Или Токму поради ситуацијава. Но, за среќа, ќе му упатам порака, да излезат, бидејќи тие протоколи, јас верувам дека ќе бидат изработени, исто како кога одиме во банка. Значи, си постои ред, си постои дезинфекција и таму се проведува една минута време. Значи, да не ги пишманат, бидејќи сакаат да ги пишманат, сакаат да ги оневозможат. Дајте да направиме рез. Колку повеќе пратеници влезат од така наречениот трет блок, дај Боже од Глас за Македонија, бидејќи јас најмногу се разбира, верувам во нашите политики, кои што пред се верувам, бидејќи од самото формирање до сега и секојаш така ќе биде, не бевме и нема да бидеме ничии сателити, никој не помогнал од тие партии, никој не ни подал рака апсолутно, така да излазат да кажат не на овие две политики. Тоа е на нив. Само ги повикувам да излазат, да заокружат 6, да му кажеме не на згазеното достоинство и не на сиромаштијата. Имаме здрави концепти, имаме една од најдобрите, ако не и најдобра програма. На 240 страници гледам не копираат сега овие партии, што е срамно сега една помала партија да ја копираат, но од друга страна пак добро е ако препознаваат добри концепти кај нас. Не е ни важно кој прв тоа го напишал, кој го испроектирал, битно е во полза на граѓаните тие некои концепти да се имплементираат утре. Ви благодарам што бевте гостин во нашата И студија. благодарам вам.